4 децении после неговата смрт и повеќе Алински е мртов, а се уште е жива контроверза и во она што се нарекува левица и во она што се нарекува десница, и не само во Америка, туку во цел свет, особено во САД, каде што го присвојуваат, го читаат и го користат, ја користат токму оваа книга, и тоа баш како тактичко оружје и едните и другите. Го обвинуваат Обама и Хилари Клинтон ја обвинуваат дека израснале, практично се конституирале како политичари според во тренинг камповите според правилата на Алински, а дека Хилари Клинтон била фасцинирана толку од него што пишува и теза за него. Меѓутоа, од друга страна ќе сретнете дека и на чајанките на Ти парти се дели исто така книгата Правила за радикалите како тактичко оружје. Така што контроверза жива е Алински, парадокс кој чекори се уште во политиката, иако е мртов, а за неговата парадоксалност придонесува и неговите, да ги наречеме гестови, изјави. Човекот е организационен гений, така барем го сметат, а самиот вика дека ја не сум член на ниту една организација, дури ни на оние што сум ги основал. Член на ниту една политичка партија. Луѓето се препираат околу тоа, која е теоријата, нели, која е методологијата на Алински или што би кажал Алински за тоа. Меѓутоа, со една своја анекдота, тој многу добро кажува. Отишол на испит кај некои колеги и таму имало неколку прашања за тоа што би кажал или кое е мислењето на Алински за тоа и тоа. И Алински го зел тестот и го одговорил. И тие што, нели, испитувачите му ги пречкртале прашањата што самиот одговорил и на крај се зезал и викал: види, овие поише знаат што мисли Алински отколку јас самиот. Така што ние се можеме да веруваме што сакал да каже Алински, меѓутоа тој да е тука ќе направи и од тоа некоја пародија. И мислам дека е токму во тоа неговата во тоа се состои неговиот антидогматизам, дека не можеме ние од Алински да правиме било каква догма или било каков рецепт за нешто, меѓутоа можеме да ги поставуваме оние прашања што тој ги поставува, а пред се за него е добриот организатор, е добар поставач на прашања и некој кој што првенствено научил да го користи, да го наречеме, тука би го цитирал, Сократовскиот метод, маевтички метод на поставување на прашања. Еве еден цитат од Правилата за радикалите, а подоцна ќе кажам, не се работи за радикали и револуционери кои што не се демократи, туку за радикални демократи. Меѓутоа еве цитатот за Сократ. Всушност Сократ бил организатор. Функцијата на организаторот е да отвора прашања кои вознемируваат и пробиваат низ она што е прифатена форма. Сократ со неговиот повик сознае себе си ги иницирал кај поединецот оние внатрешни прашања кои се од суштинско значење за револуцијата, која е нешто надворешно во однос на поединецот. Значи Сократ го спроведувал првиот стадиум во создавањето револуционери. Ако му се дозволило да продолжи да отвора прашања за значењето на животот, да го испитува животот и да ги одбива конвенционалните вредности, наскоро внатрешната револуција ќе се преселила на политичката арена. Оние кои му суделе и кои го осудиле на смрт, знаеле што прават. Алински секојаш не треба да го земеме премногу сериозно, смртно сериозно, секојаш треба да го читаме со малку иронија, со малку хумор, затоа што хуморот е за него оружје, тактичко оружје, и според него хуморот е од суштинско значење за успешниот тактичар, бидејќи најмокното оружје за кое човештвото знае се сатирата и подбивот. И како тактичар, неговата вредност се состои не само во однос на дефинирањето, најелементарно дефинирање на тактиката. Тактика вика значи да се направи она што може да се направи со она што се има.
Човекот е филозоф, гениалец, меѓутоа направил една дефиниција која што може секој да ја разбере. Значи, клучното нешто за еден организатор е да комуницира со луѓето, со оние со кои што сака да ги организира. И токму во јазикот на комуникацијата се состои неговата вредност како организатор.